Денеска се наоѓаме повторно пред поредното училиште во Капиштец на Андреј Жерновски. Почитување, дали гледате некаде училиште? Не, нормално дека не гледате. Не го гледате училиштето кое требаше го направи мрзливиот Андреј Жерновски, бидејќи не го изгради веќе 4 години. Тој вети дека ќе го направи училиштето уште во првата година од својот мандат. А денес, после 3,5 години, еве што има од училиштето. Само камен темелник и слики од мрзливиот Жерновски со лопати и гола пропаганда. Да подсетиме дека целата документација, буџет и ДУП беа подготвени од претходниот градоначалник на ВМРО ДПМН, но нема, училиште се уште нема. На Андреј Жерновски поважни му беа боемските улици од 1,2 милиони евра, тамбурашите и диџеите како Стив Аоки од 100.000 евра. Андреј Жерновски е пример за дрво од градоначалник. Кога граѓаните на Центар во 2013 година не го поддржаа ВМРО ДПМН, сигурно имаа причина. Но центарци не беа свесни какво дрво од градоначалник поддржале. Граѓаните на Центар исто така не беа свесни дека ги поддржаа и лошите навики на мрзливиот Жерновски. Дали Жерновски е свесен дека граѓаните знаат за неговите тарифи за давање градежни дозволи за поголеми објекти? Дали Жерновски мисли дека граѓаните не знаат за тарифите на неговите хаус мајстори и возачи? Ако на почетокот на мандатот можеше да купи време и симпатии со политички говори и фейсбук статуси, како да е пратеник или портпарол на партија, денес веќе центарци бараат многу повеќе. Центарци бараат асфалтирани улици, училишта, исчистени улици од снег. Центарци ги бараат проектите што им ги вети Жерновски. Срамота е што целиот народ гледа како дрвото од градоначалник се скијаше во Боровец, а центарци се скија и санкаа по улиците низ Центар. Некој на кај работа, а некој за жал на кај болница со скршеници. Центарци не го заслужуваат тоа. Центарци не заслужуваат тарифи на хаус мајстори и возачи за градежни дозволи. Не заслужуваат лаги и гола политика. Не заслужуваат неисчистени и неасфалтирани улици. Центарци не заслужуваат дрво од градоначалник. Затоа на пролет граѓаните ќе гласаат против Жерновски.